Може ли да ни ги кажете придобивките од правилно селектиран отпад, еве да ги натераме луѓето повеќе да селектираат на работните места, по дома, на училишта? Со само тоа што го селектираме отпадот и од тој отпад станува суровина за некоја друга индустрија, ние ги штедиме прво депониите на кои сега се депонира. Значи рокот на траење на експлоатација на депонијата Дрисла конкретно, ако треба да биде 20, ние го зголемиме за 60, не мора да правиме нова депонија. Значи ги штедиме депониите. Многу поважно е што ги штедиме природните ресурси, бидејќи со секое рециклирање, да речеме, пластиката се прави од нафта. Со секој рециклирана шиша штедите нафта, хартијата се прави од дрво, штедиме дефорестизација на планетава заштедуваме. Колку контейнери имаме? 2011 имавме околу 200, сега имаме 1700 контейнери за селекција низ цела држава. Доминантно се за стакло, потоа за пластика и најмалку имаме за хартија, бидејќи тоа некако кај зборам на улица граѓаните што го селектираат. И план е тука да се шириме, она што ние исто што сме горди е што на сите овие контейнери знаеме, имаме во реално време стајано сензори, знаеме колку се исполнети, кај се наоѓаат и оптимизираме рути на собирање, така да тоа заедно со швајцарска амбасада го направивме како проект, така да еве веќе оваа година прва имаме значително намалување на транспортните трошоци, но не се само трошоците, туку и гориво се троши помалку, значи оној carbon footprint што е сега модерно се кажува, ни е намален за едно 25% само оваа година преку таа активност.